Одсекот за превенција при СВР Куманово и Општинскиот совет за превенција на детско престапништво од општината одржаа едукативен настан со матуранти од кумановските средни училишта на тема Матурска вечер без возило и алкохол. Целта на оваа трибина е прославата на матурската вечер да се одвива безбедно, без нарушување на јавниот ред и мир, конзумирање на алкохол и управување на моторно возило под дејство на алкохол. Возачи почетници да не управуваат сами со моторно возило во периодот од 23 часот до 5 часот наутро или во посочениот период. Задолжително е да бидат во придружба на лице со положен возачки испит над 2 години, за да се спречат сообраќајни незгоди, повреди со траен инвалидитет, односно животно загрозувачки повреди. На матурантите им е укажано да се придржуваат кон законските забрани, да се воздржат од однесување и употреба на пиротехнички средства во салите за прослава, со цел да се избегнат несакани последици и загрозување на безбедноста на останатите ученици на прославата. Во спротивно, секое нарушување на јавниот ред и мир, тепачки насилства, злоупотреба на наркотични средства, користење на алкохол и управување на моторно возило под дејство на алкохол повлекува најостри законски мерки. Началничката на Одсекот за превенција при СВР Куманово Лиле Младеновска упати апел до родителите, директорите на училиштата и наставничкиот кадар заеднички да учествуваат во оваа кампања со надлежните институции, да направат напор за безбедна и весела матурска забава која ќе биде незаборавен спомен во нивниот живот. Во Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони се одржа завршен настан на формираниот Upshift клуб реализирано од Сдруженијето Лидери за едукација, активизам и развој Леат Скопје во партнерство со УНИЦЕФ со поддршка на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, финансирано од Кралство Шведска. Проектните активности се одвиваа под менторство на професорот Александар Цветков од Наце Буѓони како пилот училиште, а на настанот презентираа инволвираните ученици. Клубот е наменет за учениците, насочен кон поттикнување развој на социјални иновации за животна средина и климатски промени. Целта е посветеност за градење на погодности во училиштето, преку кои ќе се вреднува придонесот на учениците, поттикнувајќи иновации и заштита на животната околина. Учениците ќе имаат можност да се вклучат во процес на креативно решавање на проблеми преку идеи со дизајнерски решенија, да учат од практични искуства, градејќи лидерски и тимски вештини поврзани со локалната заедница во наведената област, со поттикнување на активност, иновативност и општествена одговорност. На настанот беа истакнати најуспешните ученици кои активно учествуваа во проектниот процес, објави училиштето Наце Буѓони. Во Општина Куманово председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска вчера одржа конститутивна седница на Комисијата за односи меѓу заедниците на Советот на Општината. Целта на оваа комисија е промоција на мултиетничкиот состав, подобрување на комуникацијата меѓу заедниците во градот и државата, зближување и креирање на идеи во интерес на граѓаните во повеќе општествени сфери. За председател на комисијата е избран Муарем Шакировски, вработен во општинската администрација, а за подпредседател од страна на присутните членови е назначен Халим Хида, професор доктор по филозофија со меѓународно дипломатско искуство. Општина Куманово вложува сериозни пари во развојот на спортот, но за жал, ако не ги насочиме кон спортските клубови, сите ќе згаснат, истакна неодамна градоначалникот Максим Димитриевски. Тој, како што кажа, не ја оправдува методологијата што се користи за распределба на средствата од страна на ресорното министерство. Од друга страна пак, како градоначалник е изненаден и разочаран од одреден број спортски работници кои што не сакаат да го поддржат проектот за едукација на учениците во пливање на затворениот базен, без да им биде обезбеден хонорар. Општина Куманово вложува сериозни пари не во спорт, во развој на спорт. И тоа е предвидено согласно законот да биде така. Но за жал, ако не ги насочиме нашите средства како Општина Куманово кон спортските клубови, сите спортови и спортски клубови во Општина Куманово ќе згаснат. Зошто? Затоа што не добиваат пари од федерации, затоа што добиваат многу скромни средства од Министерство за спорт и млади. И таа распределба на средства, без разлика што сум составен дел на владеачката коалиција, не се врши на правилен начин подеднакво кон сите
клубови. Тоа му го имам кажано и на ресорниот министер, а тоа во прва прилика ќе му го соопштам и на премиерот. Не може ова ресорно министерство за едни да биде мајка, за други да биде мачеја. Многу е лоша методологијата како се врши распределба на средствата. Се врши по однос на постигнати резултати. Што тоа значи? Тој кој што постигнува резултати, ќе добива континуитет државни пари и ќе биде се посилен и истите ќе ги троши за носење на странски играчи и ќе постигнува најдобри резултати. Видите, кошарка ако сакате да имате во Куманово, донесете двајца, тројца србини кои што играат во втора лига во Србија и им ја кријат топката на овие наши, бидејќи толку не е квалитетот на кошарката и вие постигнувате супер одлични резултати. Иста ви е ситуација и во други, и во фудбалот и секаде е така. И сега таа распределба во моментов по методологија се врши така, и ако не е општина Куманово да влезе со тие 18 милиони денари, сите клубови ќе згаснат. Во минатото тоа беше од 18 милиони денари се делеа 15 милиони денари, се дава дури и 16 на КК Куманово. Сега не е случај. Онаа што е лошо е што самите спортски клубови не негуваат училишта за млади и за млади таленти. А ние тие пари на клубевите всушност ги даваме токму за да они едуцираат млади играчи, кои што паралелно во процесот на надпреварување ќе се надоградуваат и ќе станат еден ден врвни спортисти како што некогаш Куманово има. Јас таа политика ја сменим некаде пред 8 години. Но она што е загрижувачки. Например, јас сум изненаден и лично како градоначалник разочаран од одредени спортски работници. Ние сме еден од ретките градови кој што воведе проект за едукација на учениците и пливање. И на тој начин помагаме на учениците, но дополнително помагаме и за субвенционирање на трошоците на градскиот базен. Кога почнеме со имплементација, имаше 3-4 професори, може би меѓу кои бевте, мислам и вие, кои што работеа, останатите не сакаа да дојдат да работат, додека не им се обезбеди дневница. Па видите сега, ако сакаме нешто да ни се движи, мора и ние нешто да дадеме. Црвен крст Куманово информира дека наскоро услугата помош и нега во домот ќе биде бесплатно достапна за граѓаните на Старо Нагоричане преку општинската организација како давател на истата. Услугата ќе биде достапна за лица со навршени 65 години од животот, со комбинирана попреченост со највисок степен, лица со намален функционален капацитет кои не можат самите да се грижат за себе. Во рамките на проектот Се грижиме со поддршка од Министерството за труд и социјална политика и Светската банка. Министерството за внатрешни работи соопшти дека Кумановската полиција поднела кривична пријава против 46 годишна Кумановка и 41 годишен жител на село Лојане, општина Липково, поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Според МВР, прво пријавената како заменик директор во Техничкото училиште Наце Боѓони со настава на албански јазик, назначена да извршува дополнителни работи, водење на вонредни испити во периодот од 1 септември 2022 година до 31 август 2023 година, и второ пријавениот како директор назначен да извршува дополнителни работи, водење на вонредни испити од 1 септември 2023 до 31 август 2024 година, овозможиле вонредни ученици да пријавуваат и полагаат испити од наредна година без да ја завршат претходната година и без да достават потврди за следење на феријална пракса. Исто така овозможиле испитната комисија да спроведе полагање на 2 вонредни испита во ист ден за 4 вонредни ученици, соопшти Министерството за внатрешни работи.
Атлетски клуб Куманово веќе 14 години во континуитет убедливо е најдобар на државното првенство во фрлачки дисциплини во 4 дисциплини за сите возрастни категории и во женска и во машка конкуренција, овој пат со освоени вкупно 15 медали, објави клубот. Маријан Нојковски како и секоја година убедливо најдобар во фрлање ѓуле, прво место и второ место фрлање кладиво. Даниел Јосевски со освоени 2 медали, сребро во фрлање ѓуле и бронза во фрлање кладиво. Алексовска се закити со медали во фрлање кладиво прво место, диск прво место и ѓуле трето место. Сара Цветановска второ место ѓуле и второ место кладиво. Со освоени по 2 медали во категориите за млади младинци беа Ведран Николовски прво место ѓуле и прво место копје и пионерките Меланија Станковиќ која освои прво место во ѓуле, прво место диск, како и Јана Анастасовска со второ место во фрлање ѓуле и диск. На турнирот во скокачки дисциплини кој беше од меѓународен карактер, на програмата беа само дисциплините скок во далечина, скок во височина и трискок. Надпреварите беа во 2 возрастни категории: помлади младинци под 18 години и над 18 години. Во категоријата над 18 години, Лина Аневска освои прво место во скок во далечина и прво место во трискок. Во категоријата под 18 години, Ведран Николовски освои второ место во меѓународна конкуренција во трискок, Јана Анастасовска второ место во скок во далечина и трето место во височина. Специјална награда за невестинска фризура освои Наташа Додевска, сопственичка на фризерското студио Нате од Куманово, на надпревар на фризери во Ниш, Србија. Со сигурна рака, креативна визија и безпрекорна техника, Додевска блесна на сцена и покажа што значи вистинска уметност во косата. Во силна конкуренција на фризери од земјава и регионот, Додевска доби посебно признание од стручното жири за изработка на свечена невестинска фризура, создадена во живо пред публиката и стручното жири. Наградата е потврда за креативноста, сигурноста и безпрекорната техника што се неопходни при изработка на ваков вид фризури. Јас бев единствената што работеше на модел пред публиката и стручното жири, за разлика од останатите кои работеа на кукли. Тоа беше препознаено и наградено од комисијата. Благодарна сум, бидејќи ова не е само фризура, туку и мој печат на еден посебен момент во животот на секоја жена. Благодарност и до моделот што ја изнесе креацијата со стил и грациозност, истакна Додевска. Минатата година сопственичката на фризерското студио Нате освои прво место за невестинска фризура на меѓународен надпревар на фризери во Сицилија, Италија. Успешноста во својата професија, Додевска како фризер-стилист ја докажува со бројните награди, пехари, медали и дипломи освоени во земјава и странство. И не застанува тука. Надградбата на знаењето и професионалните вештини е секојдневие за Нате. Во фризерското студио добивате професионален пристап, совршено нијансирање и нега со надградба на коса, кератинско исправување на косата, совршено дефинирани локни, богата нијанса и сјај што освојува на прв поглед, а ефектот трае од 3 до 6 месеци со правилна нега, како и минивал со трајност од 6 месеци. Работиме со професионални техники и квалитетни производи, за резултатот да биде долготраен и без оштетување. Во салонот нудиме специјални третмани за зајакнување на коренот, подобрување на густината и намалувањето на опаѓањето, професионална масажа на скалп, хранливи ампули, нега за волумен, вели Додевска. Студиото Нате постои од 2001 година, а 10 години работи и Академијата за фризери, прва во градот, која е лиценцирана од Министерството за образование.